станокот или борбата за живот, човек ќе поверува во се и секако надежта е онаа која што последна умира. Славчо Петров од Велес почина на 7 јануари годинава на 31 година, меѓутоа овде во студиото е неговата сестра Билјана Јовановиќ, која што ќе ни раскаже за нивната животна ситуација, на кој начин Славчо се лекувал преку Надри лекар од Србија. Билјана, добре дојде и ти благодарам пред се што е одвои време да ја раскажеш оваа приказна. Да, ви благодарам што ме повикавте. Како го запознавате Надри лекарот од Србија, известен Мирољуб Петровиќ? Па, господин Петровиќ е иначе јавна личност во Србија, која што се занимава со повеќе теми. Он има повеќе предавања на кои може да се погледаат на YouTube. Онлайн предавања? Ништо не знае? Не онлайн, има на YouTube предавања, а и држи и онлайн предавања, да. Вие претходно не го знаевте, Петровиќ? Не, го знаев, да. Јас неколку години уназад, јас и целото моје семејство и мои пријатели го слушавме господин Петровиќ, затоа што се работи за една јавна личност која што пред се занимава со лечење рак на природен начин, има теми за веронаука, политика. Барем тоа е оно што тој го тврди? Да, тоа е тоа што он го тврди. На вашиот брат, на Славчо има бенигнен тумор. Така. И Петровиќ е, условно кажано, сламката за спас на неговиот живот. Па, да, на прв поглед да. Минатата година на брат ми, на 26 март, му беше диагностициран бенигни тумор на мозокот. Исплашени од докторите и од сето тоа што може би следи, му се обративме на господин Петровиќ. Затоа што мислевме да пробаме некој друг начин, да не биде тоа класична операција. Затоа што докторите рекоа дека туморот не е опасен, дека само треба да се следи и дека може така да продолжи брат ми да живее. Сакавме да пробаме нешто лесно, да кажам. Му се обративме на господин Петровиќ. Он ни кажа дека тоа брзо и лесно се решава, дека нема едноставно простор за паника, дека сето тоа брзо ќе се реши и ни даде програм за лечење. Колку време траеше, Билјана, лекувањето? Па, во неговиот центар? Овака, брат ми прво беше на тој програм што го даде господин Петровиќ. Значи, тоа е прво 30-дневен програм кој е само на цедени сокови и тинктури. Тинктури се концентрат, билни концентрат. Значи, јака концентрација на билки, кои што се взимаат заедно со цедените сокови. После тој 30-дневен програм се продолжува со сирова храна и тинктури. Брат ми беше до самиот крај 100% на терапијата на господин Петровиќ. И за жал се заврши како заврши. Трагично. Од она што можеше да се прочита и особено во српските медиуми, меѓутоа и пред стартот на овој разговор, во неформалниот разговор кој што го имавме, тврдите дека господинот Петровиќ бил многу против, да речам, таа стандардна класична медицина, Петровиќ забрануваше воопшто вашиот брат да добие мислење од доктор, од медицинско лице. Да, господин Петровиќ е особа што е многу против класичната медицина. Воопшто не ја поддржува класичната медицина, против вакцинирањето, против школувањето, значи буквално против целокупниот наш систем на живење. Ние го прифативме неговиот програм лечење, затоа што он тврдеше за тоа и јас имам секако докази за тоа се мејловите. Ние го послушавме.
брат ми требаше да прима исто некои лекови за епилептички напади, затоа што имаше напади кои што беа резултат на туморот. Меѓутоа, господин Петровиќ буквално ни забрани да ги прима лековите. Рече дека тоа не е потребно. Рече дека не треба да се труе. Дека овој програм, он што го дал, дека тоа е единствениот програм што може на брат ми да му помогне. И ние се придржававме 100% на тој негов програм кој што требаше да му помогне. Според изјави. Вас ви тврдеше дека 100% ќе биде излекуван вашиот и воопшто никаков сомнеш. Он тврдеше, па не, немавме сомнеш, ние верувавме во тоа. Затоа што он тоа тврдеше и има он предавања, како што кажав на YouTube, за лечење рак на природен начин и он е многу активен во тоа. Има многу луѓе што го пратат и поготово кога ќе кажете нешто за една таква сериозна тема, лечење рак на природен начин или кога човек буквално му зависи животот, тука нема простор за шала. Значи, секој тоа го свати сериозно. Ги искористивте ли сите претходни механизми кои ви беа на располагање пред да стапите во контакт со Петро? Па докторите нас ни кажа дека туморот е на помалце достапно место, меѓутоа дека може да се оперира. Ние, брат ми беше, нели, прво намагнатна кога му беше тоа диагностицирано, после еден голем епилептички напад. Беше повторно на напад, доби повторно напад после 2 месеца, така нешто. Јас му се обратив на господин Петровиќ. Он ми кажа дека тоа не е опасно. Рече да продолжиме со неговиот начин на исхрана и дека тоа ќе се реши. Го прашав за гама-нож. Барав од него било каков совет за класичната медицина. Дали треба да се обратиме на класичната медицина? Ние буквално се плашевме, не знаевме како да настапиме. Ние не знаевме како да се справиме со тоа. Меѓутоа, останавме при советите на господин Петровиќ, затоа што он тврдеше за тоа. Ние верувавме во тоа. Меѓутоа, он тврдеше за тоа. Добро, кога прв пат стапувате во контакт лице в лице? За да видите дали може да му се верува на човек. Да, и дали го посетивте тој негов центар, како што го нарекуваат во Лисковец. Јас се видов, ние, кога господин Петровиќ виде дека брат ми има често напади, он ни предложи брат ми да оди во неговиот институт за природна медицина. Иначе морам да кажам дека господин Петровиќ има еден онлайн студии кој што кошта 950 евра диплома да бидеш доктор за алтернативна медицина, што не е признат во Србија. Тој онлайн факултет е признат само во Америка некаде. Да. Он ни насочи да одиме во неговиот центар, кој што се наоѓа во село Петровац во Лесковац. И брат ми отиде таму. Беше 6 дена таму. Еден ден кошта 120 евра. Тоа е, значи, една обична куќа со бавчичка. Значи, поминувате еден буквално релаксирачки ден. Само со цедени сокови, со тинктури, молитви, ништо специјално. Значи, обичен релаксирачки ден. Дали освен ова, односно, нели, упатствата и советите, како програмата што рековте дека господинот Петровиќ му ја дал на вашиот брат, се обидовте со некоја друга, можеби, плюс алтернативна медицина, со оглед на фактот што од друга страна веќе кажавме дека ви било забрането, односно на вашиот брат, изрично од господин Петровиќ, да се осврнете на класичната медицина. Ние правевме многу повеќе од тоа што го кажуваше господин Петровиќ, многу повеќе. Ние Како мислите многу повеќе? Па го слушавме доктор Шулц, значи буквално многу доктори што се
занимаваат со алтернативна медицина. Меѓутоа се придржававме на терапијата на господин Петровиќ, затоа што он тврдеше дека ќе биде во ред. А беше запознаен господинот Петровиќ дека еве можеби слушате совети дали онлайн без разлика и од други лекари кои што се бават со алтернативна медицина? Имаше ли можеби проблем со сето тоа? Не, затоа не сугерираше за тоа. Значи само со класичната медицина. Уствари, кога бевме гости на ТВ Прва во Србија, он рече дека само ми сугерирал, дека он дава само совети. Меѓутоа, неговите совети беа авторитетно кажани, он тврдеше за тоа. Јас имам докази за тоа и ние буквално се плашевме да не го послушаме. Затоа што јас знаев дека ако направиме било што погрешно, ќе каже тоа се случува зашто не правите тоа што јас кажав. Он има таков пристап општо кон сите луѓе. За да ја расчистиме измамата, начинот на кој што комунициравте со овој надри лекар, а и при тоа би можело да биде еден пример како тие надри лекари кои што веројатно и по цена на живот заработуваат. На кој начин комунициравте вие со овој надри лекар? Се видовте или пак ја прашам во живо да видите како за како човек станува збор? Да, се видовме еднаш во живо. Комунициравме преку мејл, но се имавме видено и во живо. Господин Петровиќ стоеше нонстоп на тоа што го кажа. Он некако нонстоп беше тука. Меѓутоа, брат ми кога отиде во центарот, он буквално не отиде ни да се види со него. Сега видите, он кажува дека, прво кажува дека е доктор. Он има видеа каде што тврди дека излечи луѓе. Он кажува дека е единствениот што може да излечи Паркинсова болест, рак. А вие се обидовте некои од тие негови пациенти кои што он вели дека биле излекувани, да видите дали тоа всушност во реалниот живот е така? Па јас пациент што се излекувал лично го немам запознаено. Меѓутоа имам запознаено фамилија што е во иста болка како мојата. Билјана, значи откако настапи смртта на вашиот брат, можеби кај нас не е толку во нашите медиуми, меѓутоа де факто српските медиуми на големо пишуваат за овој дури скандал го нарекуваат. Чинам и основното јавно обвинителство на Лесковац покрена, односно отвори истрага против Петровиќ. Од друга страна, тврдите дека тој излегол во јавноста, чинам во српската јавност да демантира дека воопшто имал некаков контакт со вашиот брат, дека не го познавал воопшто, дека тоа го правил негов студент. Значи, фактички ги негира сите овие информации. Па он може да негира колку сака буквално. Јас имам докази за тоа. Он, како што кажав, тоа е негов студент таму, он ни насочи да одиме таму, иначе ние не знаевме дека постои тој негов институт. Тој институт буквално се наоѓа на крај село во Петровац. Тоа не е пријавен институт, значи никаде не пишува дека тоа е институт за природна медицина, дека се лечат таму пациенти. Ние отидовме по негова препорака таму. Таму беше еден негов студент за кој што тврдеше господин Петровиќ дека тоа е доктор и дека има искуство со лечење на пациенти. Морам да кажам дека тоа е една многу добра особа. Брат Мишо помина 6 дена таму. Меѓутоа, никакви испитувања не се правени во тој центар. Значи, тој центар воопшто не функционира. Буквално ништо не правите. Ништо. Пред овој скандал со вашиот брат, имате ли можеби информации или во Србија, српските власти или надлежните не знаеле дека функционира на таков начин со измама, можеби некои други случаи тамошни да пријават? Јас кога го пријавив ова во медиумите, се јавија и други луѓе. Исто и се уште се јавуваат
Исто прелажани. Исто прелажани, Значи така. полека сте почнале Да. одмотувате, Да, одмотувате полека. копчета. Да, баш така. Ви се обраќаат ли можеби вас да ве бараат, да се обидат да ве контактираат? Па да. Луѓето буквално се плашат некако од него. Не знам зошто. А зошто имате ли можеби информации, еве српската полиција работи на Да. случајот, рековме основното јавно обвинителство на Лесковац. Дали можеби ве контактираат од нив, имате ли некоја информација до каде е истрагата, што се презема? Па, знам дека истрагата е во тек. Господин Петровиќ беше сослушан од полицијата. Знам дека се демантирал ја што изјавив. Мене се уште полицијата не ме викнала. Јас едва и чекам да ме викнат, затоа што имам докази за тоа. И ќе видиме. Во поглед на епилептичните напади, кои беа неговите совети? Во поглед на епилептичките напади, неговите совети беа на прв поглед да не се плашиме, дека тоа не е ништо страшно, дека И тоа се лечеше дека е со тоа билка? само еден период, да. Меѓутоа, кога он виде дека на брат ми се зачестуваат нападите, како јас му пишував, он почна да се вади на тоа дека тоа се демони. Уствари не да се вади, него он остана при тоа, дури и кога бевме сега на прва ТВ во Србија, он кажа дека он остана при тоа дека епилептичките напади се демони. Кажа дека мора брат ми да работи на неговата побожност, на себе да работи и дека тоа ќе се среди. И таа програма за лечење содржаше освен тинктури Молитви. и молитви. Тинктури, молитви, неговиот центар. Дури при крај ми предложи, рече и ако брат ти биде година дена во нашиот центар, нема никогаш да има епилептички напад. Меѓутоа, нажалост. И во ниту еден момент немавте тема на разговор за прогрес во лекувањето. Не, он нон-стоп тврдеше дека се ќе биде во ред. Секогаш кога и да му се обратев јас него, он некако секогаш имаше некој објаснување зошто тоа се случува. Со одветен одговор? Со одветен одговор, така. Секогаш нешто имаше ново да се слушне од него. Меѓутоа, класичната медицина никако не ја зимаше во предвид. Никако. Не насоветуваше никако. Јас дури еднаш го прашав и за гама нож. Иначе гама нож е една најнова технологија за тумори. Он ми кажа дека гама нож е една голема глупост. Кажа, лекови никако да не зима брат ми. Го прашав и за интолеранција на храна, за тест за интолеранција на храна. Кажа да не одиме на лекар. И уште еднаш брат ми кога беше на магнетна во јули месец, он буквално беше луд кога му кажав јас него дека брат ми бил на А магнетна. лекарите знаеле ли дека вие во исто време користите алтернативна медицина, односно еве овој надри лекар со и неговите билки? Па не, затоа што Ви беше страв да им објасните и на лекарите? Па не, затоа што лекарите рекоа дека тоа не е опасно, дека само треба да се прати. Не, ама тие не беа запознаени дека Не. користите алтернативна медицина? Не беа запознаени. Откако почина вашиот брат, се обидовте ли можеби на никаков начин, еве најпрво да стапите во контакт со господинот Петровиќ, да му објасните ситуацијата и епилогот, дека сето тоа негово наводно лекување не дало никакви резултати? Да, на 7 јануар, кога ја добив таа трагична вест, му се јавив на господин Петровиќ, меѓутоа он не се јави на телефон. Не ви одговори Не ми на повикот? одговори, да, на повикот не ми одговори. После тоа му пишав на Viber, му пишав господин Петровиќ, јас ви честитам на успехот, мојот брат почина, му посакав да ја прочита Библијата и да научи нешто од незе. Меѓутоа, он на тоа ми одговори дека јас и мојата фамилија сме го уништиле тоа дете и дека ние сме одговорни за тоа. Дека
да малце повеќе работам јас на мојата побожност и да не му се јавувам повеќе. Значи, од една таква особа која што зборува за Библија, која што има теми за веронаука, да добиете еден ладен одговор. Јас мислам дека секој човек кога ќе слушне дека се случила некаква трагедија во фамилија, јас мислам дека секој би покажал било какви емоции. Запрепастувачки во секој случај. Имаме гледач, имаме и време за да му дадеме простор. Може би, добро вечер, повелате, имате коментар, имате прашање на темава, во програма сте. Во програма су? Да, повелате. Господина, повелате, ве слушаме. Да. Благодарам. Повелате. Има едно прашање до господјата. Господ здраве да дајте убајни за сите прашања што ги даде и одговори. Ве слушаме, продолжете. Да? Ве слушаме, продолжете. Убајни дека истиот случај ја само го има истото, само од друга страна. Брат и сестра, Аллах да е Господ здраве и среќа убајни нека дај. Може ли да бидете малку поконцизни? Да, само Молим? пофали на храброста, така го Така, добро, само пофални зборови, имате ли некоја прашање? До господјата само. Повелете. Повелете, господине, во програма сте. Господ здравје да и дај ташо е во зелено. Во ред. Господјата. Во ред. Да, веројатно сакаше, јас мислев да не има некој пример. Не рече дека имал, колку јас го сватив, Да, рече дека така, имал да. сличен пример и Да, но ја добро. пофали на храброста. Во ред. Да. Оно што испуштив, а тоа е тие тинктури, тие билки спакувани во шишиња. Колку чинеше едно такво? Една тинктура е 400, 500, 600 денари. Колку шишиња употребувавте? Да, овака за 2 недели, за еден програм од 2 недели требаат околу 13 шишенца. Така некоја минимална доза, кажувам. Значи за еден месец требаат околу 26 шишиња со тинктури. И вие имате потрошено пари, при тоа имате трагедија во семејството и од полицијата во Србија, во Лесковац, се уште не сте повикани на разговор. Не. Добро. Тоа беше моето последно прашање. Јана, повели... Да, јас немам веќе прашања. Мислам дека барам малку од малку ја запознавме јавноста и откривме вашата, за жал, трагична приказна. Не, може би Чалски, не знам дали се наоѓаат соодветни зборови за да се затвори разговорот. Можам да кажам дека јас бар знам и од свое лично искуство дека човек што се вика се фаќа и за сламка за да му се помогне на блискиот. Тоа е што е, еве, можеби ако има некои македонски граѓани случајно слушнато за господинот Петровиќ, да ова да биде еден своевиден апел и доказ да не се лажат на ваков начин. Билјана, ти благодариме за одвоеното време и за гостувањето во отвореното студио 1. Можеби ќе се видиме некоја следна прилика за некои поведри теми, се надевам. Да, ви благодарам што ми слушавте и се надевам дека со сето ова ќе спасиме било кој од овакви надри лекари. Да, треба да се внимава кому се верува, Чаловски. Јана, да, тука ние завршуваме, а некаде околу 19:20 часот ќе ве дружи колешката Јадранка Костова. Со Јана се враќаме веќе во понеделник. Дојдување. Дали сообраќајните прекршочни казни само го полнат буџетот или придонесуваат